Разговараме со министерката за одбрана Славјанка Петровска. Господја Петровска, добро дојдовте во дневникот на телевизија 24. Она што е наша тема, тоа е заострувањето на риториката и се посилните информации за можен воен конфликт на релација со Соединетите Американски држави или сакаме НАТО поврзано со Русија, а сето тоа поврзано со Украина, бидејќи Македонија сега е земја членка на НАТО и претпоставувам одблиско се следат работите. Она што не интересира, кој е ставот на нашиот државен врв или конкретно еве на Министерството за одбрана, како ние ќе се позиционираме во една ваква заострена ситуација која што имаме помеѓу Америка и Русија, нормално поврзано со Украина. Разбирлив е интересот кој го има и домашната и меѓународната јавност по однос на ова прашање, особено по заштената реторика која ја слушаме изминатиот период. Република Северна Македонија и нејзините институции во целост ги следат случувањата во и околу Украина, кои се поврзани со поставувањето на вооружените сили од страна на Руската Федерација вдолж границата со Украина. И при тоа морам да напоменам дека во целост ги поддржуваме напорите кои се одвиваат во рамките на НАТО, Алијансата и ОПСЕ за надминување на оваа ситуација. Ова поставување на вооружените сили сметаме дека е провокативно и дестабилизирачко действување, кое што всушност ја намалува безбедноста на европскиот континент, а тоа впрочем не е целта за која што сите се залагаме. При тоа, апсолутно потенцираме дека Република Северна Македонија во целост го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Господјо Петровска, дали како граѓани можеме да бидеме смирени во однос на што се случува, затоа што и во самиот старт кажав, ние сме сега земја членка на НАТО и од друга перспектива сме во оваа ситуација, бидејќи на некој начин станува збор за судир на, условно кажано, за сега вербален на релација НАТО и Русија. Апсолутно. Нашите институции во целост ги превземаат сите мерки кои се однесуваат за заштита на своите граѓани. Во координација сме со сите релевантни институции кои се задолжени за безбедноста на граѓаните во државата, но и надвор од неа. Секако со колегите во владата, претседателот на државата сме во постојана комуникација и ќе ги координираме сите понатамошни активности кои како држава ќе треба да ги превземе во периодот. Но она што е наша цврста позиција и на која што стоиме е дека недвосмислено го почитуваме Вашингтонскиот договор, како и сите фундаментални договори и документи кои ја гарантираат безбедноста на Европа. Тоа е она што за нас е од висок приоритет во овој случај и затоа практично како држава која е членка на НАТО ги повикуваме сите земји истото тоа да го направат, затоа што не мислиме дека разгорување на било каков конфликт може да допринесе со било што во подобрување на сегашната ситуација. Напротив, диалогот и дискусиите треба да бидат пред се во интерес на сите нас. Ви благодарам за ова гостување во дневникот на телевизија. Ви благодарам и вам. Благодарам.